Драги ученици, добре дојдовте во училница на часот по општество кој што е наменет за учениците од второ одделение. Јас сум Јасна Јанева Гулевски, наставничка во Основното училиште Свети Климент Охридски од Битола. На овој час ќе учиме, односно ќе патуваме со сообраќајните средства. Вие ќе ги продлабочите вашите знаења за видовите сообраќајни средства и ќе знаете да наоѓате сличности и разлики помеѓу сообраќајните средства. Пред да започнеме со часот, сакам да се загрееме со две игри. Ова е првата игра. Јас ќе ви зададам измешани букви, а од буквите треба да составите точен збор. За да можете да составите збор, ќе ви помогнат сликичките што се пред вас на екранот. Ајде да видиме кој збор можеме да го составиме од буквите О, З, В. Тоа е зборот воз. Кој збор можеме да го составиме од буквите О, Д, Б, Р? Тоа е зборот брод. Доколку ги составиме буквите А, О, В и Н по точен редослед, ќе го добиеме зборот авион. И кој збор ќе го добиеме од следниве букви С, Б, А, В, О, Т, У? Ќе го добиеме зборот автобус. Одлично! Ајде да видиме втората игра. Како што забележувате на екранот, имаме две рамки, односно два правоаголници. Во секој правоаголник имаме повеќе зборови. Треба да погодите кој збор не припаѓа во таа група. Во првиот правоаголник имаме зборовите цвеќе, брод, авион, воз. Кој збор не припаѓа и зошто? Не припаѓа зборот цвеќе, затоа што тоа е растение, додека брод, авион и воз се сообраќајни средства. Ајде да видиме во вториот правоаголник. Ги имаме следниве зборови: хеликоптер, кајче, книга, камион. Кој збор не припаѓа? Не припаѓа зборот книга. Зошто? Затоа што книга е име на предмет кој што го читаме, а зборовите хеликоптер, кајче и камион означуваат сообраќајни средства. Одлично! Што се сообраќајни средства? Сообраќајни средства или превозни средства се оние средства со кои патуваме ние луѓето или пренесуваме различни производи од едно место до друго. Ајде сетете се и кажете ми со кои сообраќајни средства патуваат луѓето. Луѓето патуваат со авион, воз, автомобил, брод и така натаму. Значи можеме да кажеме дека тие, а и многу други, се сообраќајни средства. Како што забележувате на екранот пред вас, имате сликички од авион, воз, брод, автомобил. Сообраќајните средства ги делиме на патнички и товарни. Доколку со сообраќајните средства пренесуваме патници, тие се патнички сообраќајни средства. Доколку пак со сообраќајните средства пренесуваме некаков товар, тогаш тие се товарни сообраќајни средства. Еве сликички на кои се представени патнички и товарни сообраќајни средства. Првата сликичка е авион, патнички, затоа што се пренесуваат патници, патуваат луѓе со него, а на втората сликичка забележуваме брод, исто така патнички, затоа што пренесува луѓе. На овие две сликички забележуваме товарни сообраќајни средства, односно товарен воз и товарен брод. Видете разликата помеѓу товарниот брод, натоварен со различна стока, различни производи, и патничкиот брод кој што пренесува луѓе. По што можат да се движат сообраќајните средства? Сообраќајните средства можат да се движат по земја или копно, во вода и
во воздух. Според тоа каде се движат, така и се викаат. Оние што се движат по земја или копно се викаат сувоземни или копнени сообраќајни средства. Оние што се движат во вода се викаат водени сообраќајни средства и оние што се движат во воздух се воздушни сообраќајни средства. Сега да ги разгледаме сите одделно. Еве ги сообраќајните средства што се движат по земја или копно. Веќе ги препознавате? Тоа се автомобил, автобус, камион, велосипед, мотор, воз. Ајде размислете и кажете ми по што е карактеристичен возот, по што се движи возот. Знаете, за да може да се движи возот, потребни му се шини. Да ги разгледаме сообраќајните средства што се движат во вода. Тоа се брод, кајче, едрилица, подморница, јахта. Ги забележувате и сликичките за секое од нив одделно. Тие се движат во вода. Ајде сега размислете и сетете се што им е потребно на авионот, хеликоптерот, ракетата, балоните на топол воздух, за да можат да се движат. Секако потребен им е воздух и заради тоа овие сообраќајни средства се викаат воздушни сообраќајни средства. Сега разгледајте ги сликичките од бродот и авионот. Размислете и кажете што е слично за бродот и авионот, а по што се разликуваат. Овде може видеото да го паузирате за да размислите и да ги кажете сличностите и разликите. Сличности помеѓу бродот и авионот се: и бродот и авионот можат да пренесуваат голем број патници. Имаат прозорци и поминуваат големи растојанија. Разлики помеѓу бродот и авионот се: бродот се движи во вода, а авионот, како што веќе кажавме, во воздух. Авионот има крила, а бродот нема. Во бродот има соби, балкони, а во авионот седишта. Одлично! Продолжуваме понатаму. Разгледајте ги сликите од автомобилот и моторот. Размислете и кажете што е слично за нив, а по што се разликуваат. Исто така и овде можете да го стопирате видеото и да ги наброите нивните сличности и разлики. Еве еден дел од сличностите и разликите помеѓу автомобилот и моторот. Сличности се: и автомобилот и моторот се движат по копно. И автомобилот и моторот имаат тркала. Разлики се: автомобилот има 4 тркала, а моторот сетете се колку тркала има. 2. Со автомобилот може да се превезуваат повеќе патници, а со моторот само еден или најмногу двајца. Автомобилот има врати и прозорци, додека моторот нема. Ајде да ги разгледаме велосипедот и кајчето и да ги кажеме сличностите и разликите помеѓу нив. Сличности меѓу велосипедот и кајчето се: има човек што управува со нив. Не можат да превезуваат голем број луѓе. Додека пак се разликуваат по тоа што велосипедот се движи по копно, а кајчето во вода. Велосипедот се движи со помош на педали, а кајчето со помош на весла. Одлично! Може и вие да си изберете различни сообраќајни средства и да ги пронаѓате сличностите и разликите помеѓу нив. А сега сакам да повториме. Пред вас гледате сликички од различни сообраќајни средства. Треба да го кажете името на секое сообраќајно средство и да кажете по што тоа се движи. Може да го стопирате видеото и да го направите тоа.
За да ги проверите вашите одговори, јас направив една табела. Да видиме. Во вода се движат јахтата, подморницата, едрилицата и бродот. Во воздух се движат авионот, хеликоптерот, а по земја или копно, камионот и автомобилот. Одлично! И на крајот, сакам да ви кажам, односно да ви испеам една многу убава песничка што се вика Патување. Во неа се спомнуваат неколку различни сообраќајни средства. Слушнете ја, а убаво е и вие да се потрудите и да ја научите да ја пеете оваа песничка. Патував, патував со автобус и патот беше многу кус. Секое патување, ново доживување, секое патување, ново доживување. Патував, патував еднаш со воз и видов еден голем мост. Секое патување, ново доживување, секое патување, ново доживување. Патував, патував со авион и видов еден голем стадион. Секое патување, ново доживување, секое патување, ново доживување. Патував, патував еднаш со брод и видов еден октопод. Секое патување, ново доживување, секое патување, ново доживување. Патував, патував со ракета и видов една планета. Секое патување, ново доживување, секое патување, ново доживување. Се надевам дека ви се допадна песничката, а ајде сега кажете ми кои сообраќајни средства се спомнаа во песната. Тука ги спомнавме автобусот, возот, авионот, бродот и ракетата. И на крај, за да проверите колку научивте, ќе ве замолам да читате реченица по реченица во оваа табела и на секоја реченица да одговорите со да или не. Ви благодарам што учествувавте на овој час и се гледаме на следниот. Довидување!